денеска е еден од најсвечените мигови во историјата на Демир Хисар, иако неговото име може да се сретне под различни имиња заедно со реката Еригон во голем број антички, римски хроники, византиски, отомански. Мислам дека овој чин на одбележување на милениумот со манастирот во Слепче ќе биде една ренесанса за овој крај и оваа екипа што се наоѓа на чело на општината и на институциите како гимназијата, ви благодарам на гостопримството директоре овде. А и самото доаѓање, би рекол, на игуменот Серафим е еден чист духовен и европски чин, бидејќи јас сум задолжен сега и уште 3 минути имам, Игорче, така 2 помина, значи по 5 минути за дипломатскиот чин. И замислете, кога зборував пред неколку дена со еден од главните уредници на француската телевизија и кажав дека нашиот игумен е роден во Париз, а по потекло од Демир Хисар, тие рекоа веднаш ќе испратиме екипа на 7 јули и ќе ве сликаат. Значи, немав можност да ви кажам по телефон, но сега сите да разберат, значи, дека ќе ако ви дозволи владиката. Да, тоа ќе станете звезда европска веднаш. Не, добро, со мал хуморот и градоначалникот го кажа тоа дека и наетот е брсјачки, но и смислата за хумор. Сакав со ова да ја отворам таа дипломатска мала одисеја што ќе започне на 7 јули. Значи, на 7 јули една плејада на актери кои што се гости на актерот на Европа ќе бидат гости, веќе те поздравија, значи ти ги виде кој како што, тие се сите твои пријатели и колеги од сите околни земји и сите тие ќе изговорат на нивните јазици неколку стихови, да речеме, од значајни имиња, од светите ракописи, од Свети Кирил и Методи, од Свети Климент и Наум и така натаму. Имаме посебна една група што ќе работи на тоа. И бидејќи владиката Петар ги спомна сите центри каде што се наоѓаат ракописите од Слепче, голем број на артефакти врзани за Слепче, ние веќе на 7 јули ќе ги поканиме сите амбасадори на земјите каде што се наоѓаат, да речеме во Италија, во Франција, во Русија и така натаму. Значи, самиот почеток ќе биде еден голем интернационален настан. Значи, јас во тој дел одговарам за прославата и сметам дека чинот на 1000 години прославуване, сум проучувал, да речеме, во европската и во светската традиција, прославувани се милениуми, некаде се прославувани 2000, 3000 и така натаму години, но 1000 години е еден временски простор во кој што во основа историјата може би се менува, но на некој начин останува иста, бидејќи милениумот е прашинка во вселенското време и ако, да речеме, ако ја земите позицијата во 1014 година во сликата на Европа, ќе видите дека голем број на настани што тогаш се започнати денеска исто така имаат своји форми на историски тензии, на контроверзии и така натаму, но може би милениумот е исто така една редуцирана форма дека еве оваа генерација, сите ние како актери во овој чин, сакам да се заблагодарам и на вашата екипа на чело со Шундовски која прекрасно работи на подготовката, значи на јубилеот, дека сите ние сме сведоци на една вечност и дај Боже
за 1000 години да не спомнат дека сме работеле на милениумот на Слепечкиот манастир. И еве на сите ви се заблагодарам, ќе имаме исклучително богата програма на овој план, значи ќе продефилираат околу 20 на настани од различни земји во Демирхисарското културно лето, поврзани со јубилејот, презентации на филмови, на театарски представи, тоа ќе биде богато лето и се ќе биде во знакот на јубилејот.